Драги ученици од второ одделение, добар ден! Ве поздравувам на почетокот од видеолекцијата по општество Простории во домот, а материјалот ви го подготви Викторија Бошковски, одделенски наставник. Целите на оваа наставна единица се: ученикот да научи што е тоа дом, какви видови на домови постојат, да знае да ги именува просториите во домот и како треба да се одржува хигиената во домот. При потреба, стопирајте го видеото, запишете ги битните информации, направете ги потребните активности, а потоа продолжете со гледање на видеото. Припремете прибор за пишување, дрвени боички, блок или тетрадка по општество. Наставна единица Простории во домот. Домот е место каде што живее едно семејство. За некои семејства дом е семејна куќа, а за некои стан во зграда. На овај слајд од левата страна имате прикажано слика со куќа, од десната страна слика со зграда, а измеѓу нив слика на која што е представено населено место во кое што има живеалишта и згради и куќи. Во домот има повеќе простории. Секоја просторија има свое име, намена и соодветен мебел. Простории во домот се: ходник, тоалет, бања, дневна соба, трпезарија, кујна, спална соба, детска соба, остава и визба. На овај слајд ви е прикажана слика со пресек на куќи и нивниот различен распоред на просториите во домот. Задача за учениците: истражете го вашиот дом и нацртајте ги просториите кои што ги имате, а потоа обоете. Пред да ја сработите оваа задача, да објаснеме која е функцијата на просториите во домот. Ходникот е првата просторија во домот и од него се влегува во останатите простории. Во него се оставаат и чуваат обувките, а има и закачалка на која повремено се остава горна облека. Дневната соба е и најголемата просторија во домот, каде што целото семејство се одмара, разговара, гледа телевизија, прима гости и така натаму. Најчесто во дневната соба има гарнитура за седење, мала масичка и комода на која што е ставен телевизорот. Трпезарија е просторијата каде што се јаде и затоа во неа има голема маса и столици. Во трпезаријата секој член од семејството има посебно место за седење. Кујната е просторијата каде што се чува и приготвува храната, се мијаат и се чуваат садовите. Спалната соба е просторија за одмор на родителите и чување на облеката. Во неа има заеднички кревет за родителите
и плахар за чување на облеката и постелнината. Детската соба е просторија наменета за престој, одмор и игра на децата. Децата имаат посебни кревети, плахар за чување на облека и постелнина, работна маса за пишување на домашни задачи и учење. Кај помалите деца има и шкафчиња за чување на играчките. Тоалетот и бањата се просториите во домот каде што се одржува личната хигиена на членовите во семејството и перење на облеката. Оставата и визбата се простории каде што се чуваат предметите кои што ретко се користат и резерви на храна кои се сместени на полици. На наредниот слајд имате представено простории во домот. Се надевам дека сите ќе ги препознаете. На првата слика има представено ходник, на втората тоалет, на третата бања, на четвртата слика имаме представено дневна соба, на петтата слика во една просторија има представено дневна, трпезарија и куња. Најчесто сега има вака поврзано простории каде што се заедно представени дневната со трпезаријата и куњата. На наредната слика е представена куња. Потоа гледаме спална соба. На наредната слика детска соба. На предпоследната слика представена е оставата. И на последната слика е визбата. На наредниот слајд имаме две слики. Од левата страна прикажана е куќа, а од десната страна на сликата гледаме зграда. Задача за учениците. Нацртајте омилената просторија во домот, а потоа обоете. Пред да ја сработите оваа задача, запамтете дека домот треба секогаш да биде уреден и чист, а за тоа се грижи целото семејство. Станот треба секогаш да се проветрува и чисти, затоа што тоа влијае на здравјето на членовите од семејството. И за крај, запишете два поими кои што ги научивте денес и еден поим кој ви остана нејасен. Ви благодарам на вниманието во оваа виртуелна настава и до следното видување. Имајте поздрав!